Денеска на визита ни доаѓа доктор Сенчо Нетков, специјалист по радиодиагностика од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте во визита. Добар ден, Билјана, благодарам што ме поканивте. Ќе се обидам во овој термин на вашата емисија на некој начин поедноставен, попопуларен, да објаснам што е тоа магнетна резонанца и да ги запознам вашите гледачи што може да очекуваат од оваа диагностичка метода. Така, многумина можеби веќе ја направиле, ги добиле резултатите, многумина можеби и допрва ќе треба да направат магнетна резонанца заради одреден здравствен проблем, па ќе ги интересира каква е самата постапка, процедура, зошто е толку важна, зошто е неизоставен дел од современата медицинска диагностика и сето она што значи предност. Што е всушност магнетната резонанца? Па видете, значи благодарение на големите техничко-технолошки иновации кои што се случија во последниве 40 на години, медицината доби многу своји моќни орудија, односно средства, особено во погледот на диагностичката радиологија. Магнетна резонанца е едно од тие орудија, кое што нејзината прва примена е некаде од 1976 година во Соединетите Американски држави, мислам на примена во медицински цели и од тогаш наваму постојано се усовршува и дава нови можности во диагностиката на човековото тело. Магнетна резонанца представува една суверена диагностичка метода кога се работи за одредени делови на човечкото тело, како што е централниот нервен систем, рбетниот мозок, понатаму зглобовите, тетивите, мускулите, понатаму црниот дроб, значи одредени подрачја кои што и порано беа диагностицирани со други диагностички методи, меѓутоа сега се нудат многу повеќе можности во диференцијација на промените на споменатите органи. Така, може за се да се користи, да се примени, меѓутоа целно најмногу така за овие неколку... Да, овие неколку што ги спомнав, меѓутоа можеме онака по некој редослед да ви набројам, да кажеме што се вели од глава до пета, кои се оние можности и предности на магнетната резонанца. Промените на белата и сивата мозочна субстанца, кои што порано ние ги диагностициравме со други методи, како што е компјутерската томографија и евентуално диагностичките ангиографии по методата на Селдингер, која е инвазивна метода, сега во голема мерка се со многу повисок квалитет диагностицирани. Значи, промени особено на белата мозочна субстанца, каде што потребна е диференцијација помеѓу воспалителни промени, како што е енцефалитисот, понатаму дегенеративни промени, како што е енцефалопатијата, понатаму промени во склоп на одредени автоимуни заболувања, како што е мултипната склероза, промени на неопластични творби, односно популарно наречени тумори, тумори на мозок, особено тумори на хипофизата, која што представува една многу мала жлезда во склоп на черепот, а која што има огромна улога во регулирањето на нормалното функционирање на човековото тело. Понатаму, промени кои што се однесуваат на рбетниот мозок и на рбетниот столб. И со компјутерска томографија и со класична радиологија откриваме ние промени кои што се во прилог на постоење на така речена дискус хернија или народски речено прелапано месо, кои што создаваат огромни сериозни проблеми на луѓето во нивното секојдневие, и приватно и работно секојдневие. Меѓутоа, магнетна резонанца овозможи многу подобар приказ на тие дискус хернии, а особено суверен приказ на промените на рбетниот мозок, повторно во правец на промени како што се воспаление и постоење на евентуални туморозни творби. Промени во вратната регија, кои што се однесуваат на одредени тумори на плунковните жлезди, на штитната жлезда или пак постоење на проблеми со грлото, исто така магнетна резонанца многу подобро ги визуализира во однос, да кажеме, на компјутерската томографија. Од она што се вели средноградие, значи дел што е во човечкото тело во градниот кош, меѓутоа помеѓу двете белодробни крила, каде што е сместено срцето и големите крвни садови, магнетна резонанца знае да биде суверена во многу патологии во однос на компјутерската томографија. Што се однесува до паренхим на белите дробови, сепак компјутерската томографија представува се уште една метода која што дава многу повеќе сигурни информации. Одиме на надолу кон абдоминалната шуплина, промени на црниот дроб, односно на хепарот. Исто така многу добро се диагностицираат и со компјутерска томографија и со ултразвук, или популарно нареченото ехо во народот познато. Меѓутоа, кај магнетна резонанца, благодарение на одредени техники, можеме многу порано да воспоставиме поточна диагноза
отколку со компјутерска томографија или пак отколку со ултразвук. Така, значи, преходот првично се почнува така, да. Ама ако случајно има потреба. Многу често се случува кај пациенти кои што имаат цироза на црниот дроб. Во исто време покрај цирозата да постојат и така наречени регенеративни нодулуси, што е еден нормален одбранбен механизам на човековото тело. Меѓутоа, во комбинација на промени со цироза и регенеративни нодулуси знаат да се појават и промени во склоп на карцином. Карциноми на жолчните патишта исто така многу подобро се диагностицираат со магнетна резонанца. Туморски промени на панкреас, на надбубрежни жлезди, на бубрези. Значи, ова се работи кои што некој ќе каже, окей, па тоа можевме и порано да го видиме. Да, меѓутоа магнетна резонанца прави еден друг одскок во однос на другите методи диагностички, каде што прави многу повисока диференцијација на ткива и составни делови на органи, висока диференцијација помеѓу крв и други телесни течности, висока диференцијација помеѓу фиброзни промени од претходни оперативни зафати и новосоздадени тумори во близина на тие фиброзни промени. Или пак некои тумори кои што се на недостапни места или скриени места, некои кои што не би можеле. Класична ситуација за тоа е правењето на магнетна резонанца на градите, на дојките, кај жените, каде што постојат ситуации, каде што ултразвукот, кој што дава прекрасни информации, и мамографијата класична, дава прекрасни информации за промените на дојките, меѓутоа, она што го спомнавте и вие, понедостапни промени на периферија или во длабочина, исто така, кај пациенти кои што се веќе оперирани од одредени промени на дојките, се појавуваат нормално постоперативни лузни. Покрај тие лузни може да се појави некој нов тумор, кој што знае понекогаш да ни создаде сериозни диагностички проблеми. Сега имаме тука една друга ситуација од она што е принцип на магнетна резонанца. Магнетна резонанца, значи, во голема мерка не препознава структури што содржат калциум. Значи, ситни калцификати, постои можност и многу често да не се регистрираат со магнетна резонанца, а прекрасно се регистрираат со класични радиолошки испитувања и со компјутерска томографија. Значи, тука веќе доаѓаме до еден момент каде е суверена, а каде не е магнетна резонанца. А каде другите процедури? Точно така, каде другите процедури се суверени. Значи, затоа магнетна резонанца е суверена, меѓутоа треба да ја сватиме како комплементарна диагностичка метода во однос на сите оние други диагностички радиолошки методи. Така, да. Одиме понатаму. Доаѓаме до оној момент каде што се работи за зглобови или за промени на коски. Има една ситуација што порано беше многу така табу во вокабуларот на диагностичките радиолози. Тој е така наречен едем или оток на коската. При повреда на коскена структура, значи не мора стално да настане пукнатина или скршеница. Туку, еве да го кажеме понародски, нека биде тоа набиеница, која што се резултира со оток на коската. Обично велат како може да има оток на цврста структура. Оток се појавува само во меките структури. Не, напротив, и коската, иако е солиден орган, да го кажеме така, сепак содржи известна количина на вода, која што знае да предизвика така наречен оток. Така да, со магнетна резонанца, така наречени едеми на коската, што настануваат обично после повреда, се визуализираат единствено со магнетна резонанца. Компјутерска томографија и класична радиолошка техника тоа не можат да го визуализираат. Она што е сувереноста на магнетна резонанца, порано значи при одредени промени на зглобовите, пред се на колената, на колковите, на скочните зглобови, се правеа инвазивни диагностички процедури, во главно тоа ги работат колегите ортопеди и травматолози, хирурзи, значи се прави артроскопија. Артроскопијата е инвазивна метода, која што се правеше за диагностика и во продолжение за терапеутски третман, која ќе се констатира одредена промена. Сега, диагностичкиот момент веќе го превзема магнетна резонанца, значи до третман имаме неинвазивна метода, магнетна резонанца, каде што суверено... Тоа е предност, нели? Токму така, каде што прекрасна анализа на рскавица, на зглобни простори, на синовијални простори, односно просторите во кои што е сместена течноста која што ги подмачкува зглобовите, на менискуси, тетиви и лигаменти. Така, да. Во случај кога ортопедот нема да е сигурен заради што е болката во коленото или пак отокот кој што се појавил или болката во зглобовите, тогаш се препорачува некогаш ќе речат, па зошто заради само една болка во коленото да правам магнетна резонанца. Да, заради тоа што не знаеме што се крие внатре. Значи, некогаш кога имаме податок за траума, односно за повреда, можеме да предпоставиме врз основа на клиничката слика и клиничкиот преглед кој што го вршат колегите клинички лекари,
каде би требало да го бараме проблемот. А некогаш магнетна резонанца е таа која што ќе ни ги открие проблемите што се внатре во зглобот. Да. Понатаму до нешто се други подрачја каде што сериозно магнетна резонанца има влијание во дијагностиката, тоа е предоперативниот или предонколошкиот стейджинг за третман кај карциноми на простата и карциноми на грло на матката кај жените. Значи, карциномите на простата се докажуваат и со ултразвук, и со клинички преглед, и со правењето на биопсија. Меѓутоа, она што го интересира операторот, степенот на операбилност, односно дали постои ширење на болеста во околината и во околните органи, а тука магнетна резонанца е суверена. Истото се однесува, се извинувам. Да. Сето ова ја прави високо квалитетна, така сето она што го дава како предност и како бенефит во дијагностицирањето на. Точно така. Истото се однесува и кај туморите, малигните тумори на грлото на матката во гинекологијата. Повторно, степен на инволвираност на зафаќање на околните органи и проценка за операбилност, евентуално за онколошки третман. Така, кај васкуларната хирургија, значи абдоминалната, кај гинекологијата веќе си има своји дополнителни предности кои што магнетната резонанца покрај сите процедури кои што претходно се правеле ги овозможува. Точно така. Кога спомнавте веќе васкуларни процедури, значи магнетна резонанца исто така овозможува неинвазивно прикажување на крвните садови, особено крвните садови на мозокот и вратната регија, и исто така крвните садови на периферија, на екстремитетите, со или без, како што правиме при анализа на крвните садови на мозокот, или пак со минимална употреба на контрастни средства кои што ни овозможуваат подобра визуализација. Тука имаме мал проблем, значи така наречените меки плаки, атеромски плаки се многу добро видливи на магнетна резонанца, додека се она што е калциумова плака, односно наслага, веќе компјутерската томографија тука го превзема приматот во прикажувањето на промените, односно степенот на стеснување или на затнување на крвните садови. Меѓутоа, што се однесува до мозочните крвни садови, во случаеви каде што има сомнение, значи постои пациент кој што е примен со симптоми на субарахноидална хеморагија, односно крварење во мозочните простори. Потребно е да се види од каде потекнува тоа крварење, за да може да се превземе соодветен третман кај тој пациент. Сега, самата дијагностика на субарахноидалната хеморагија е многу подобра со компјутерска томографија се уште. Меѓутоа, во понатамошното исследување и барање на причина зошто настанала таа субарахноидална хеморагија, а причини се воглавном две: руптура, односно прскање на аневризма, или пак руптура, односно прскање на така наречена артериовенска малформација. Прикажувањето на во наводници натрапникот, односно предизвикувачот на тоа крварење во мозокот, многу подобро се прави со ангиографија направена на магнетна резонанца, заради тоа што тоа е неинвазивна метода. Недостаток на тие снимања кај магнетна резонанца е тоа што тие се time consuming, односно трошат време. Значи, ако на компјутерска томографија вие направите еден преглед за минут, минут и пол или 10 на минути, просечно време на траење на снимање на магнетна резонанца е околу 20 на минути. На базично А тука е важна секоја минута веќе при такви некои. Значи, во одредени ургентни состојби секоја минута е многу важна. Меѓутоа пак, ако треба да се прави инвазивна метода, тоа е веќе друг момент. Значи, инвазивна ангиографија, класична ангиографија за исследување на крвните садови на мозокот. Во последно време имаме многу голема експлоатација на прегледите на магнетна резонанца кај пациенти кај кои што има сомнение спрема клиничката слика за постоење на свеж мозочен удар. Значи, треба да се разграничи, луѓето понекогаш не ги разграничуваат тие работи што е мозочен удар, а што е крварење во мозокот. Значи, крварењето е крварење. Настанува заради прскање на аневризма, настанува заради прскање на артериовенска малформација или настанува така наречено спонтано крварење, обично кај пациенти кои што имаат покачен крвен притисок и други ризикофактори во нивниот живот и здравје. Кога се работи за мозочен удар, се работи за состојба на затнување на крвни садови, каде што со затнување на крвни садови кои што крвоснабдуваат одредени сегменти од мозокот, престанува тоа крвоснабдување и се појавуваат симптомите на мозочен удар, односно на одземеност на екстремитет, проблеми со вид, со говор, проблеми со голтање и така натаму,
кои што се веќе во рамките на невролошките третмани. Сега, новите секвенции кои што се употребуваат, релативно новите секвенции во магнетната резонанца, како што е секвенцата дифузија на мозочниот паренхим, овозможуваат многу рана диагноза, веќе 6 до 8 часа по појавата на клиничките симптоми, ние можеме со огромна сигурност да констатираме во кој дел од мозокот е настанато затнување на крвниот сад и на тој начин да се овозможи и брзо и ефикасно делување со одредени медикаменти кои што ќе предизвикаат раскршување, раздробување, разбивање на тој крвен угрушок, односно тромб кој што го затнал крвниот сад во мозокот, за да може пациентот да се врати во нормален живот. Така, да. Многу предности за кои што ни кажавте досега, има и уште многу што да зборуваме во текот на визита, но да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања кои веќе очекуваат да ги вклучиме во визита. Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Имам едно прашање. Се работи за пациент. Значи, доби сега дали е мозочен удар, дали е тромб, притисок му беше 260 со 140, остана во клиника во неврологија, со инфузии во одењето така се фати, но постепено окото му се парализира, му се подобри и окото и одењето. Кога бевме на компјутерска резонанса, ако може само доктора да му прочитам и да ми објасни. Значи, тоа беше после 6 месеци кога го пуштеа од болница и бевме на снимање во војна болница. Сега ме интересира на снимката што ми напишале. Вака, во висина на базалните ганглии, обострано и капсула, екстерна се пратат неколку лакунарни инфракти, како и во поносот во десната половина на медијалното не се гледаат други факални лензи, ниту промени од експанзивна природа се прати ептисела. Сега тоа ме интересира, демек неколку лакунарни инфракти. Добро. Секогаш ќе ни треба дополнителни информации, нели, за една целосна слика да добиеме. Да. Доволно ли ова што ни го спомена гледачката? Може да биде доволно тоа што господјата се јави и го прочита од писмениот извештај. Значи, мојата работа како таква е основно да можам да видам слика. Кога читам текст, понекогаш некои работи можат да не ми се јасни заради тоа што нашата работа како радиодиагностичари е визуелна. Ние мораме да видиме снимка и врз основа на тоа што сме го виделе правиме анализа и опис на одредените промени. Тоа што господјата може би е буни што се наведени дека постојат неколку лакунарни инфаркти, значи не би требало да е буни, фактички тоа се делови кои што останале без крвоснабдување. Меѓутоа во нашата терминологија кога ќе кажеме лакунарен се мисли нешто што е со помали димензии. Обично тие што се поопсежни ги опишуваме на ниво на одреден дел, односно мозочен лобус, така да и ако добро сватив господинот кој што бил пациент, дека веќе е со одреден степен на опоравување, односно на повлекување на симптомите кои што му биле предходно, затоа тоа дава објаснување дека и тие откриени лакунарни инфаркти се такви, а не се некои поопсежни. Не можам да судам заради тоа што не сум видел ни снимка, а не сум го видел ни пациентот, за да се даде евентуална прогноза за што понатаму. Меѓутоа, бидејќи промените настанале во состојба на покачен крвен притисок, како што кажа господјата, многу битен фактор ќе биде регулирање на причината што предизвикала појава на мозочен удар, односно соодветно регулирање на покачениот крвен притисок. Така, и сега веќе постепеното опоравување на пациентот. Опоравувањето стално оди постепено. Значи, никогаш преку ноќ пациентите не се опоравуваат после постоење на вакви сериозни случувања во нивниот живот и опасност по нивното здравје. И затоа е потребен висок степен на стрпливост и упорност во изведувањето на рехабилитацијата кај тие пациенти, за да можат тие повторно да се вратат во нормален живот, односно со што помалку дефицити во однос на
моментот кога доживеале мозочен удар. Така, и сите проверки, контроли, постапките и процедурите кои што и потоа се прават, така како што и спомена, 6 месеци потоа што се случило се направи. Во конкретниот случај невролозите кои што го пратат пациентот и просудуваат врз основа на неговата актуелна клиничка состојба што треба да се превземе понатаму, било од дијагностички аспект, било од терапевтски аспект. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. На телефон е Верица од Штип. Така. Поздрав до докторот. Немам прашања, само сакам да го поздравам негов поранешен пациент. И сакам јавно да искажам благодарност до докторот. Тој е врвен стручњак, што треба сите да се гордееме со такви стручњаци, да продолжи и понатаму само со успешна работа. Така, толку имам, само поздрав, благодарам и пријатно. Ви благодариме и ние вам за јавувањето и убавите зборови. Се заблагодарувам јас на господја Верица од Штип и ја поздравувам незе и незината ќерка Марина, за кои што ме врзуваат на вистина пријатни спомени од мојата кариера. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум во програма? Да, веќе сте вклучени во визита, да. Добар ден, поздрав до доктору, поздрав до вас во емисијата. Би сакал да му поставам две прашања на докторот. Ајде, повелете. Едното прашање, пред некаде околу 6 месеци ми е диагностицирано циста на бубрек, со ехо преглед, направени се сите анализи, помислење на лекарите дека цистата е наводно неопасна за здравието на поготово за моето здравје. А другото прашање е пред малку следејќи го вашиот разговор, дојдех до слушнах дека може да се направи исто снимање со магнетна резонанца. Па прашањето ми е, поради тоа што имавте некои други повреди, 2 пати си имам правено магнетна резонанца на колено, дали може, дали е штетно повеќе пати да се прави магнетна резонанца, и при тоа забравих да ви кажем дека пред тоа ми најдеа во мокрачета содржина на крв во мокрачета. Толку е моето прашање. Добро, ви благодариме за јавувањето. Преку одговорот на прашањето на гледачот ќе продолжиме и со она, така, со оние информации за магнетна резонанца. Ќе почнам со вашето второ прашање, дека магнетна резонанца воопшто нема штетни ефекти по здравието на пациентите, барем досега во низината медицинска примена од 1976, како што спомнав, до сега 2016 година, тоа се 40 години на пракса на магнетна резонанца во целиот свет, не се опишани штетни ефекти по здравието на пациентите. Значи, принципот на работа, физичкиот принцип на работа на магнетна резонанца нема содржина која што би предизвикала штетни ефекти по здравието на луѓето во сите категории, од најмлади до највозрасни. Така да понекогаш на шега велиме денеска можете да направите 2 пати, 3 пати магнетна резонанца без штета по вашето здравје. Само се поставува прашањето дали е тоа корисно, дали е потребно за еден пациент. Што се однесува до цистата на вашиот бубрек која што е откриена, значи јас препорачувам, доколку е констатирано при претходните прегледи дека се работи за бенигна творба која што апсолутно не создава проблеми по вашето здравје, доволно е да се прават контроли на ултразвук, односно на ехо. Се прави брзо, не чини, односно нема цена на чинење како еден преглед на магнетна резонанца, и исто така и ултразвучните прегледи се апсолутно нештетни по човековото здравје. Оној сегмент што го спомнавте за појава на крв во урината, се поставува прашање, само тоа ќе мора да се консултирате или со вашиот матичен лекар, или со специјалист нефролог, евентуално со специјалист уролог, да се издиференцира дали се работи за макроскопска, односно видлива хематурија, односно присуство на крв во урината, или е тоа откриено при лабораториско исследување на урината, кај што се наведува одреден број на еритроцити. Секој од овие категории на појава на крв во урината сугерира одредени промени. Не секогаш значи присуство на урина во крвта дека се работи за некоја сериозна болест или промена, меѓутоа потребно е да се направи
анализа на тоа од каде би можело да потекнува. А постојат поедноставни методи од магнетната резонанца и, како што споменав, многу поевтини, каде што со лабораториска анализа на урината, со ултразвук, со обична рентгенска слика, со преглед од соодветен специјалист може да се дојде до дијагнозата. Така, спомена гледачот дека магнетната резонанца е направена заради проблем со коленото, има, да, нели еднаш или два пати, како што рече, Тоа е вообичаено и не е штетно, како што спомнав, ама некогаш ќе се појави и друг некој здравствен проблем заради кој ќе треба нели да се направи магнетна резонанца и веројатно и затоа беше прашањето смеам и можам ли да направам може повторно? Да направи, апсолутно може да направи. Доколку таа циста, ќе се вратам на неа, се констатира дека расте, се зголемува во своите димензии или ги менува своите карактеристики на ултразвучниот преглед што укажуваат на евентуално крварење, во тој случај не е штетно, односно е препорачливо да се направи и магнетна резонанца меѓу другите дијагностички методи за диференцирање на промените на таа циста на бубрегот. Така, од она што се извинувам да не сакате да прашате. Уште едно јавување да слушнеме, па ќе продолжиме со разговорот, па повторно со гледачите. Добар ден и за вас, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да го прашам докторот, прошлиот понеделник пред една недела се оперирав од каротида од десната страна, ми беше запушено 99%. Сега другата недела треба другата страна да ја оперирам 85%. Мене ме сега интересира пред операција пулсот ми секогаш беше до 60, повеќе од 60 никогаш не ми беше повеќе. Сега откако се оперирав од 80 до 140 ми откуцува, па ме интересира дали тоа има нешто врска со операција или што е работава. Само тоа ме интересира. Значи, јас не го знам точниот податок, рековте операција, дали е правена класична операција на каротидната артерија или пак е правена интервентна процедура, односно поставување на стент. Тоа се две различни работи. Не знам, у Филип II правев, што е правено, не знам, ама... Не ви е кажано, не пишува во отпусното писмо, господјо? А можда има, ама не сум ни погледнала да ви кажам, можда така... Како и да е, ова што го спомнавте, знае да се случи кај пациенти, кај кои што имале стеснување на вратните артерии и организмот се прилагодил на одредени услови на живот при стеснување, односно намалено крвоснабдување на мозокот и мозочните структури, така се програмирало и срцето да работи. Во моментите кога пречката ја нема, значи постои сега нормален дотур, малку е збунет организмот и срцето конкретно, така да не можат се уште да се синхронизираат на ново настанатата состојба, а предходната состојба не настанала нагло, туку извесен период наназад стеснувањето се зголемувало и организмот на тој начин се прилагодувал на таа нова состојба. Јас се извинувам, нема да ми замерите, меѓутоа моите сознанија, ингеренции во поглед на кардиологијата и хемодинамиката од нивниот аспект сепак не се толкави за да можам јас конкретен одговор да ви дадам. Мислам дека колегите кардиолози во болницата Филип II и операторот кој што ви оперирал би можеле да ви дадат по-конкретен одговор на вашето сегашно прашање. Така, она што сега го чувствува и како промена и подготовката до следниот оперативен зафат. Можеме сега да продолжиме, зборувавме нели за самата постапка, до недостатоци, недостатоците, така. Значи постојат така наречени недостатоци и контраиндикации за преглед на магнетна резонанца. Недостатоците беа оние каде што ви кажав дека, например, постои високо ниво на бучава за време на прегледот, негде до 95 децибели се качува тој степен на бучава, кој што го решаваме со употреба на силиконски тампони што ги даваме на пациентите. Еден од недостатоците на магнетна резонанца од технички аспекти е престојот во релативно скучен затворен простор, каде што пациенти кои што се претходно клаустрофобични, односно имаат страф од затворен простор, можат да имат одредени проблеми. Тоа го решаваме исто така во многу голем број на случаи, во смисол на
разговор со пациентот, да го на некој начин релаксираме и убедиме дека нема да му се случи нешто лошо, доколку тоа не е 20 на минути брзо многу ќе поминат, така? Некогаш брзо, некогаш вака од страна кога се кажува да е многу лесно. Понатаму се употребуваат благи седативни средства, значи тоа не е анестезија, туку благи седативни средства кои што денеска голем дел од популацијата во Република Македонија ги користат, кои што ќе служат само за една релаксација на пациентот за време додека трае прегледот. Доколку не може да се изврши технички прегледот, во тој случај се пристапува кон асистенција од анестезиолози, па прегледите се прават во анестезија. Правењето на прегледи на магнетна резонанца со анестезија го практикуваме вообичаено кај многу мали деца или пак така, и деца има потреба, и возрастни така, кои што заради одредени ситуации во нивното здравје не можат да бидат исклучително мирни додека трае прегледот на магнетна резонанца, бидејќи тоа е еден од предусловите за добивање на квалитетна снимка, да нема неволни движења за време на снимањето. Бидејќи нема да се добијат резултатите и податоците. Нема да добиеме квалитетна слика која што настина биде подобна точка за анализа на одредени промени на делот од телото или на органот кој што бил сниман на магнетна резонанца. Така, во секој случај постојат можности, начини и постапки да им се излезе во пресрети на оние кои што можеби веќе постојат други сериозни контраиндикации, например, кои пациенти не смееме да ги прегледуваме на магнетна резонанца. Значи тоа се пациенти кои што имаат вграден срцев пейсмейкер, значи електронски апарат за регулирање на работата на срцето. Тие пациенти се апсолутна контраиндикација, тие не смеат ни да се приближат до апаратот за магнетна резонанца, а не да влезат внатре за преглед. Понатаму пациенти со имплантирани слушни електронски апарати заради проблеми со слух, исто така се контраиндикација за преглед на магнетна резонанца. Широка лепеза на пациенти кај кои што постоеле скршеници на екстремитети, на коски, па им се правени оперативни зафати со поставување на шипки, плочки и штрафови кои што се од инокс, односно од челик, се исто така апсолутна контраиндикација за преглед на магнетна резонанца. Пациенти кај кои што постојат овие метални помагала во ортопедијата и травматологијата, меѓутоа материјалот е титаниум, тие веќе можат да бидат оперирани. Исто така се вградуваат одредени метални, односно помагала кои што содржат метал при операции на колено, при реконструкција на предниот вкрстен лигамент, кој што исто така не се пречка за преглед со магнетна резонанца. Имаме доста пациенти кои што имаат вградено стентови во коронарните артерии и стентови или пак емболизацијски материјал, односно постоперативни клипси при постоење на мозочни аневризми или пак при емболизација на артериовенски малформации. Првата група на вграден материјал на стентовите коронарни апсолутно е безбедна, особено за пациенти кои што веќе поминат извесен период, да кажеме 45 до 60 дена од вградувањето на стентот, бидејќи веќе тој стент создал одредено лежиште во коронарната артерија и не постои начин да биде измрдан или да оштетен при преглед на магнетна резонанца. Додека овие другите метални материјали, доколку не се од титаниум, во тој случај има проблем за преглед на магнетна резонанца. Пред се мислам на постоперативните клипси, кои што служат за затнување на аневризмите во мозокот. Така. А треба повторно состојбата да се види каква е. Тоа значи дека една посебна подготовка на пациентот и не му е некоја потребна, туку едноставно да се види каква е здравствената состојба, дали има некакви пречки за да се направи магнетната резонанца и психолошката подготовка, така, од страна на лекарите да го убедат дека не е ништо страшно. Нема да му се случи ништо страшно додека трае прегледот на магнетна резонанца. И воопшто, генерално, значи, некоја посебна подготовка за преглед на магнетна резонанца и не постои, особено во случаеви само кога имаме евентуално сознание дека ќе се користи контрасно средство со интравенска апликација кај пациентите за време на снимањето. Во тој случај им препорачуваме на пациентите 2 до 3 часа пред снимањето да не внесуваат тврда храна. Течности и лекарства што се ги земаат вообичаено не е проблем, меѓутоа цврста храна не. Иако досега контрастните средства што се употребуваат во магнетна резонанца
вице-верза, односно во споредба со контрастни средства што се користат во класичната диагностичка радиологија и во компјутерската томографија, се покажале максимално безбедни. Јас работам со магнетна резонанца од 1996 година, од кога инсталирам првиот апарат за магнетна резонанца во Македонија на Институтот за радиологија при клиничкиот центар. До денешен ден се уште не сум видел алергиска реакција од дадено контрастно средство интравенски при снимање со магнетна резонанца. Така. Во секој случај, за да се направи магнетна резонанца, мора да постои причина, да има некакви одредени индикации, лекарот проценува, пациентот сам не може да побара, сакам да се направи магнетна резонанца. Вообичаено е да постои индикација, односно причина, зашто тој пациент треба да биде прегледан на магнетна резонанца. Ние некако малку резервирано лекарите се однесуваме кон оние пациенти кои што ќе дојдат: добар ден, сакам да се сликам на магнетна резонанца. Зошто? Имам тегоба. Каква тегоба, и почнуваат да набројуваат. И веќе почнуваат од тие пациенти, не сакам сега да употребам некои така навредливи зборови, меѓутоа мислат дека ако влезе во магнетна резонанца и дека ќе се види се. Тоа не е една кутија, стави го пациентот внатре и веднаш добиваш информации за состојбата на неговото здравје. Затоа велиме, потребно е претходно пациентот да биде прегледан од соодветен специјалист, зависно од тегобите на кои што се жали, за да имаме одредена насока што треба да прегледуваме. Да го бараме проблемот, така? Токму така. Значи, постојат ситуации каде што пациентот доаѓа со проблеми со видот, тоа не значи дека пациентот има проблеми со видот заради состојба на очното јаболко, очната леќа, мрежницата или очниот нерв до местото на вкрстувањето на очните нерви, односно до наречената оптичка хијазма. Постои можност да се работи за проблем кај центарот за вид, и тоа е вообичаено случај кај пациенти, млади пациенти кај кои што диагностицираме мултипна склероза. Значи, мора да има еден сериозен претходен преглед од клинички лекар, дали ќе биде тоа невролог, неврохирург, кардиолог, интернист, гинеколог, уролог, ортопед, да не ги набројувам сега сите специјалности, нека не замери некој ако не сум го спомнал. Значи, за да имаме ние насока, заради тоа што снимањата на магнетна резонанца се прават строго дефинирано по орган или по систем. Значи, не во еден момент се да се види. Така. Да. Споменавте дека нели ги има своите предности во гинекологијата дополнително од сите оние постапки и процедури кои што се прават. Да, има еден момент каде што во бременоста, дали сме кога и во кои ситуации. Постои препорака од официјалните организации кои што се контролори на работата на магнетна резонанца, каде што се вели дека доколку не постои животна загрозеност на пациентката бремена жена, не е препорачано да се прави магнетна резонанца до наполнета 16-та гестацијска недела од бременоста, односно во оној период. Кои што се и најважните недели или пак месеци така од органогенезата на органите на плодот. Зборуваме за прегледи на магнетна резонанца на бремена жена. Сега имаме плюс една друга ситуација. Пациентката е бремена, да се прават одредени исследувања од страна на колегите гинеколози и акушери за состојбата на плодот, се поставува сомневање за одредени малформации вродени во развојот на плодот. Тука веќе имаме нов момент каде што се употребува магнетна резонанца во диагностика на фетус, односно на плод, каде што повторно таа е суверена во, бидејќи прегледите се изведуваат во повеќе рамнини. Значи, ултразвучните прегледи, иако се тие во последно време со 3D ултразвучни апарати, се точни прилично, меѓутоа во еден одреден момент имаме ние заедно визуализација на структурите на централниот нервен систем, на работниот мозок, на внатрешните органи, во градниот кош и во абдоминалната шуплина, така да малку имаме некоја предност во однос на колегите кои што работат ултразвук во бременост за детектирање на аномалии на плодот. Така да сериозна индикација и сериозна рутинска метода која што ние работиме на нашиот оддел за диагностичка и интервентна радиологија при клиничката болница Аџи Бадем Систина представува и оваа метода, односно магнетна резонанца на фетус. Така. Веќе сме при крај на денешната емисија, да слушнеме уште неколку јавувања на нашите гледачи. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Имам едно прашање за докторот. Оперирана сум 2008 година од колено. После 2011 повторно сум оперирана, а 2008 сум снимана на магнетна резонанса.
втората операција имам штрас ставено во коленото. Сега ме боли другото колено. Дали можам да се снимам на магнетна на другото колено? Значи, веќе спомнав, кога се работи за поставување на штрафови, од кои што се некои... Да, слушнат. Така, да. Ме слушате? Добро, ама сакаше гледачката да си потврди, го слушнала и она и што предходно го кажавте, ама еве уште еднаш барем да споменем. Така наречени ресорптивни штрафови, кои што со тек на време се ресорбираат. Постојат штрафови кои што се изработени од титаниум, кои што не се ресорбираат, меѓутоа не се пречка за правење на магнетна резонанца на другото колено. Но, доколку е штрафот од челик, односно од инокс, може да има проблем заради правење на артефакти или евентуално, иако е од 2008 година поставен тој штраф, би требало тој веќе да е условно забетониран, сраснат во коленото и да не прави некој проблем. Меѓутоа, сепак треба да се има одредена доза на предострожност. Значи, тоа ќе е онаа проверка и преглед, нели, што било тогаш ставено и дали ќе пречи за нова магнетна. Значи, ние рутински се грижиме за пациентите во склоп на таа една проверка или анкета или интервју пред пациентот и да се доближи до апаратот за магнетна резонанца, за да може да исклучиме евентуални несакани состојби и ситуации прво по здравјето на пациентот, а потоа и воопшто во поглед на нашата одговорност. Значи, можам со гордост да истакнам во поглед на оваа грижа за пациентите, дека пред известно време клиничката болница Аџи-Бадем Систина се здоби со едно високо меѓународно признание, односно добивме акредитација од меѓународната организација Joint Commission International во поглед на постоење, поставување, одржување и постоење на високи стандарди во однос на безбедноста и квалитетот на третманот на пациентите од првиот момент при влезот во болницата до последниот момент, односно до испраќањето на пациентот по завршени сите диагностички процедури, третмани и рехабилитација. Едно признание на кое што сме сите ние многу горди, за кое што вложивме комплетно сите вработени, голем напор, престоеше така доста работа во еден подлог временски период, меѓутоа сега тоа представува една голема гордост и признание и одредена препорака за самата болница и за тие што работат во болницата Аџи-Бадем Систина, дека сепак се тие луѓе кои што се сертифицирани со еден ваков признаен сертификат. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало? Дали се слушаме? Да. Еве, ме слушаме. Повелете со прашањето. Прашањето, поздрав до докторот, многу убаво објаснува, со секоја пофалба, иско, смирено, убаво. Јас би сакала да му поставам прашање. Сопругот се оперира од анеуризма, аорта стомачна. Во ноември месец. Пулсот после 4 месеца му се качи на 152. И недела дена вече на апарат никако не може да му го стимнат. Потоа почна да се намалува до 120 и лошо се осеќа, а има артерија која му е запушена 99%. Многу осете замор, не може да се движи, не може да диши, го губи дишењето. Дали има нешто врска со анеуризмата или па е тоа од артеријата што му е запушена? Благодарам на одговорот. Така, да. Еве, само да ви кажем, господјо, дека вам ви го доделуваме пакет од производи од алкалоид, кој што содржи чаеви, јатки, овошје, суво овошје и билни капки хербал. Пакет производи од алкалоид и визите што секојдневно ви ги доделуваме, се во служба на здравјето и здравјето пред се и секогаш на прво место. Е сега, советот и препораката до нашата гледачка. Значи, малку ми е нејасно, била операција на аневризма на абдоминалната аорта. Господјата спомнува сега некоја запушена артерија, каде што не е јасно кажано од нејзина страна за која артерија се работи. Дали се работи за артерии кои што се на екстремитетите или пак можеби се работи за артерија која што е одговорна за крвоснабдување на срцевиот мускул, коронарна артерија. Така да проблемот со покачениот крвен притисок
може да биде од различна етиологија, односно различни се причините зашто се појавува покачен крвен притисок. Сепак би било најдобро консултација со матичниот кардиолог, евентуално со хирургот кој што извршил оперативниот зафат, за да се најде причина за тоа покачување на крвниот притисок. Иначе, самата операција, самиот оперативен зафат не може да биде причина за покачување на крвниот притисок. Така, да. Веројатно на време и реагирано така, бидејќи со аневризмата секогаш се некогаш и секунди и минути така во прашање. Е многу сериозна, животно загрозувачка ситуација, каде што многу лесно може да се загуби животот и доколку не се реагира благовремено, особено ако се работи за активно пукање, цепење на аневризмата кое што оди со крварење, тогаш навистина минути се во прашање. А високиот крвен притисок во секој случај мора да се регулира така, бидејќи така, заради тоа што високиот крвен притисок е еден од ризик факторите за создавање на аневризми во човечкото тело и за нивно руптурирање, односно прскање. Така. Денес веќе сме при крајот на денешната емисија. Јас ви благодарам за денешното гостување на еден многу едноставен и разбирлив начин. Ни ги доближивте сите работи кои што требаше да ги знаеме или не интересираат за магнетната резонанца. Јас ви благодарам уште еднаш што ме повикавте во вашата емисија. Се надевам дека со моите објаснувања малку на еден по-популарен, народен начин успеав да ја доближам магнетната резонанца до граѓаните на Република Македонија, односно луѓето кои што ја следат вашата емисија и вашата телевизија. Мило ми ако се и тие задоволни од моите објаснувања. Така, тоа е она што секојдневно со пациентите го правите, ама вака е на еден поширок сега е поширок аудиториум, да, успеавме да им објасниме и од името на визита и од ваше име им го честитаме празникот денешниот. Да, се извинувам што ве прекинав. Тоа сакав јас да го кажам, бидејќи денеска е празник во Република Македонија, Бајрам Рамазан, јас ја користам исто така оваа можност во мое и во ваше име на сите припадници на муслиманската вероисповест да им го честитам празникот, да им посакам се најдобро. Истото се однесува и на мои многу драги пријатели кои што секоја година им го честитам овој празник, па ја користам оваа прилика и на нив го честитам. Така, ви благодарам доктор Нетков, се надевам во некоја следна прилика еве новата сезона на визита која што повторно ќе ни почне и од септември, ќе ни бидете повторно гости. Се надевам јас со некоја друга тема што ќе биде интересна за вашите гледачи.